За сите љубители на старите градби, на старите сведоштва, сакам да ви потенцирам, да ви најавам еден убав настан кој што ќе се случува на 20 мај. Ќе има една извонредна тура низ палатите на Старо Скопје. Ова ќе биде една едукативна тура чија што цел ќе биде промоција и популаризација на македонското културно наследство. А за да можам да ви раскажам малку повеќе за палатите, истражував и моите колеги од Република МК, но и од Скопје Инфо направиле одлични статии околу палатите во Старо Скопје, нивното значење, а се разбира оваа тура е во организација на Центарот Хаемус. Ќе ја замолам режијата да ги погледнеме палатите на Старо Скопје и се разбира да слушнете малку повеќе околу животот некогаш порано. Она што ќе го зборуваме за палатите и она што сакам да ви го раскажам датира многу одамна, кога скопските палати, куќи и згради, во кои што живееле најбогатите и најпознатите жители на главниот град, а до ден денес се уште постојат за да сведочат за животот на едно поинакво Старо Скопје. Се Ристикевата палата, палатите на икономови и настави, арапска куќа, куќата на вулканизерот во Пајко Мало, потоа кафеаната Идадија и куќите на Илинденска. Ова се дел од најстарите објекти во градот што го издржале дури и катастрофалниот земјотрес пред 50 години. Се знае дека во нив живееле бегови, доктори, трговци, офицери, еминентни политички личности, денес повеќето од нив пак се канцеларии, фирми, амбасади, национални ресторани, хотели, некои од нив поради својата автентичност се заштитени како споменици на културата и се обновени по земјотресот во автентичен стил. На јужната страна на реката Вардар, на јужниот дел од плоштадот Македонија, се наоѓа Ристикевата палата, изградена од 1926 година по проектот на архитектот Драготин Маслаќ, а со скулпторски детали на Драготин Станковиќ. Именувана е по незиниот сопственик, фармацевтот Владислав Ристиќ. Она што е многу интересно, оваа зграда била типичен пример за зградите кои што се граделе во 20-тите години за богатите во Скопје. Во приземјето биле сместени продавници, аптека, подрумски простории кои што се користеле како магазини, додека пак во тогашно Скопје во овие згради на горните катови, конкретно во Ристикевата палата, живеел познатиот богат фармацевт со неговото семејство. Дури и во времето кога била изградена, била опремена со најмодерни детали. Секоја соба била опремена со ладилник кој што функционирал на мраз, телефон, бања, што, верувајте ми, во тоа време се сметало за вистински луксус. Две од собите на вториот спрат имаат мали балкони со ниски и дизајнирани огради кои имаат одличен поглед на плоштадот. Дизајнерите и архитектите задолжени за изградба на овие згради биле свесни за сеизмолошките услови на областа, биле запознаени и со фактот дека Скопје е трусно подрачје, па во текот на градбата користеле материјали, техники, дизајни за да се спречи рушењето на зградата при посилен потрес. Меѓу другото, ова е една од причините поради кои што палатата ги преживеа ефектите на катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година. Сакам да ви раскажам уште една интересна приказна за арапска куќа, која што пак од друга страна е сведок за љубовната приказна меѓу скопскиот трговец со текстил Дикиџијан и убавата Агавни, како што пишува Република. Палатата била градена специјално за неа и палатата Шкаперда била градена како свадбен подарок за обожаваната Аглаица во 1932 година. Македонската куќа бил топол дом и љубовно гнездо на еден од најпознатите градоначалници на Скопје во 30-тите години Јосип Михајловиќ, а потоа таа перманентно е разнебитувана. Старо Скопје, кое полека исчезнува, но се уште се препознава токму по овие домови, кои што постојат и кои што се стари речиси 100 години. Нивниот мирис, нивната боја, нивниот шарм се уште може да се почувствуваат во Ново Мало, Чаир, во делови од Крњево, Маџир Мало, Црниче, Пошта Мало, Буњаковец, Кисела вода, Водно, Дебар Мало, Газибаба, Чаршијата. Делови од нив како урбана историја треба да се зачуваат како трајна вредност.
Се надевам дека уживавте во ова убаво представување на палатите, а уште повеќе ќе уживате сите вие кои што ќе се решите на оваа тура. А во продолжение, кога сме веќе кај овие стари работи, не знам кој е вашиот омилен десерт. Денес постојат многу модерни торти како што се чизкейк тортата или